Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Земјоделството како сектор представува еден од столбовите за развој на економијата во нашата држава. Во изминатите 3 години грижата за земјоделците ја покажавме на тој начин со тоа што имавме навремена, редовна и неселективна исплата. Воведовме мерки кои го леснуваат начинот на работа, го модернизираат моделот на производство, со кои сме се поблиску до европски стандарди. Субвенцијата за зелена нафта оваа година ќе изнесува до 50% од цената на горивото, а до 2024 година ќе изнесува до 100%. 200 милиони денари се вратија назад кај земјоделците. Поддршката за млад земјоделец оваа година ја качивме на 20.000 евра. Прв пат оваа година ја објавивме мерката за рурална жена, за која сите жени носители на земјоделски стопанства имаат можност да аплицираат за неповратни 3.000 евра. Во делот на сточарството, вкупната субвенција за задржано женско јагне ја покачивме на 2.500 денари. Направивме измени во законот за пасишта. Сега сточарите имаат можност за долгорочен закуп на пасишта. 500.000 хектари ќе им припаѓаат нив. Кај производителите на тутун ги укинавме евидентните листови, со што го олеснавме начинот на пријавување во откупните предпријатија. Оваа година откупната цена на тутунот постигна рекордни 220 денари по килограм. Ја зголемивме субвенцијата по килограм за предаден производи во преработувачките капацитети. За развој на микро и макро предпријатија им нудиме поддршка од 10.000 евра. Одвоевме 50 милиони евра за модернизација на земјоделството. Стремиме кон органско производство, каде поддршката кај овошни насади изнесува до 100%. Како одговорна власт воведовме нова програма за која земјоделците можат да се аплицираат од своите домови. Го леснуваме начинот и го штедиме нивното време. Со горе наведените мерки е повеќе од јасно дека можеме и се движиме во еден правец на стабилно, рентабилно, продуктивно земјоделство. Затоа на 15 јули со закружување на бројот 3 да гласаме за модерно и европско земјоделство. Благодарам.